Пристигнувањето на летото и порастот на дневните температури ја зголемија потрошувачката на вода во Тетово. Потребата од вода за пиење, одржување лична хигиена и готвење е неминовна, но од друга страна се јавува проблемот на нерационално користење на водата. Поради тоа надлежните од работната единица водовод и канализација при јавното комунално предпријатие во Тетово со апел до граѓаните да не се злоупотребува водата за непотребно полнење на базени, миење на дворови и улици, како и да се избегнува непотребно наводнување на нивите. Дека сите ми имаме сватови, сите ми имам фамилии, братучети, браќа, другари, родбини и така натаму, кои што живеат во различни делови на градот. Секоја капка потрошена, несоодветно потрошена, треба да размислиме дека може би ќе го оставиме него или неа, или некој родбина, пријател, брат и така натаму, ќе го оставиме без вода во други дел. Затоа би замолил секој граѓанин да размислува во овој правец. Што повише размислуваме дека сме во делот на можностите за да им помогнеме на сите тие што ги спомнав претходно, тоа веќе ќе имаме и добар начин на размислување во делот на заштедата и на ревностното користење на вода. Простор за загриженост нема, бидејќи водоснабдувањето во Тетово е во доволни количини, а производството на вода изнесува околу 500 литри во секунда. Водоснабдувањето во градот е во доволни количини. Моментално производството на вода ни е негде околу 500 литри во секунда. Тоа е максимумот кој може да го прифати системот односно мрежата, тетовската мрежа на водоснабдување е максимумот кој што може да го прифати негде околу 500 литри во секунда. Значи, ние ставаме во функција, произведуваме и ја ставаме во мрежа 500 литри во секунда. Таа е целосно потребната количина на вода, која е потребна за да секој граѓанин да добие вода, ние ја произведуваме и ја случуваме во систем. Од работната единица водовод и канализација Тетово вела дека засега во некои делови од градот има повремени рестрикции во водоснабдувањето поради мали дефекти во водоводната мрежа кои што се во време траење од максимум 3 часа.